Докторе, добро утре. Добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Заедно ги прочитавме и весниците. Има убави наслови кои се надевам и гледачите самите ќе ги прочитат. Благодарам што изнајдовте време да бидете со нас денеска на една многу интересна тема да позборуваме. Тоа се високите масти и заболувањата на крвните садови. Ме интересира, докторе, јас повеќе народно би поставувала едно прашање на почетокот. Што се тие високи масти? Дали се тие, например, кога јадеме една чорба што има многу зејтин внатре, и дали тоа во суштина е високите масти и дали при јадење на чорба дали растат тие масти? Да. За високите масти е познато дека тие се значаен ризик фактор за кардиоваскуларните заболувања и често се тие тема на различни испитувања. Дали причината за нивно зголемување во организмот е преку внесување на екзогени надворешни масти или пак внатрешно создавање на самите масти. Установено дека фастфуд храната, джанк фуд храната, после доста масна храна, како например јагнешко, свинско храна, значи богата со масти, доведува до зголемување на холестеролот, посебно на штетниот холестерол, кој секако е ризик фактор за настанување на кардиоваскуларни заболувања, пред се оштетување на крвните садови. Не само на срцето, туку и на другите крвни садови, како крвни садови на вратот, на нозете. Значи, општо тоа е генерализирано заболување на крвни садови. Но освен надворешните масти, значена улога игра и внатрешното создавање, ендогените масти. Значи, ние и самите создаваме. Значи, самиот организам создава масти кои имаат своја улога во настанувањето на заболувањето на кардиоваскуларните заболувања. Докторе, ќе ве прекинам тука, доколку се сложувате, да ги проследиме вторите утрински вести, да продолжиме на темата. Се надевам дека ќе биде убав разговор ова. Фала. Праши кој стендеруар me mjekun nga Neuromedika, do të vazhdojmë bisedën me njerë, pasi të ndjekim edhe lajmet e dyta të mëngjesit. Specialistin internist Anton Kladorapskin e kemi këtu tani më, jemi duke diskutuar për yndyrat e larta dhe sëmundjet e enëve të gjakut. Mjeku vije nga Neuromedika, të gjithë ju që keni probleme me enët e gjakut dhe yndyrat e larta, pra mjekun mund ta gjeni në Neuromedika përsërisë edhe njerë. Ne filluam pak bisedën, do të vazhdojmë me një herë. Pyetja ime e parë për mjekun ishte se në fakt me atë që ham, a mund të rrisim edhe yndyrat në gjak dhe si kjo do të ndikonte në sëmundjet e enëve të gjakut. Doktore, продолжуваме со нашиот разговор. Почнавме јас директно за мастите, директно ве прашав дали тоа една чорба што го јадеме со масти би влијало во зголемувањето, покачувањето, како велите вие, на мастите. Би сакала да позборуваме малку повеќе каква е улогата на мастите во заболувањата на крвните садови. Мастите, високите масти се еден од ризик факторите за настанување на заболувањето на крвните садови. Значи, во заболување на крвни садови се инволвирани повеќе ризик фактори, меѓу кои треба да ги споменеме пушењето, високиот крвен притисок, секако исхраната и стилот на живење, слабата физичка активност, сето тоа придонесува за заболување на крвните садови, а во едно овде треба да го ставиме и генот, значи генската предиспозиција. На кој начин високите масти доведуваат до заболување на крвните садови? Карактеристично е дека мастите, значи во тога станува збор за лошиот холестерол, бидејќи има, како што се знае по меѓународно, добар холестерол, тој има таква особина да се депонира, значи во ѕидот на крвните садови, под самиот внатрешен слој на ѕидот на крвниот сад, и на тој начин тој формира плака и издигнување, што доведува до постепено стеснување на крвниот сад, значи постепена стеноза. Значи со тоа се прави на некој начин обструкција во движењето на крвта до дотичниот орган, зависно кој крвен сад е зафатен. При што карактеристично е дека во почетокот, значи тоа е еволуцијата на таа плака, значи на тоа заболување, во почетокот тие плаки се нестабилни, ги викаме нестабилни, значи богати со масти, заради тоа што таквата плака е нестабилна, бидејќи може да дојде до прскање на таа плака и на нивото на таа плака да се формират услови за адхеренција, значи да се прилепување на тромбоцити и создавање на тромб. Така што ке некоја личност што претходно сме установиле со ултразвук, например, да кажеме на крвните садови на вратот, дека има некоја плака, но таа плака е мека. Обично меките плаки се нестабилни плаки.
во некој момент, например, висок крвен притисок, многу висок крвен притисок, тахикардија, односно некоја аритмија, што предусловува да дојде до прскање на таа плака, резултира до создавање до адхерирање на тромбоцити, создавање на тромб и веднаш доведува до стеноза, а таа стеноза може да доведе до, во овој случај, до цереброваскуларен инсулт, односно мозочен инфаркт. Значи, инфарктот може да се добие? Да, може да се добие преку заболувањето на крвните садови, во овој случај за фаќање на каротидите. Но високите масти тие се најчесто ги поврзуваме со заболување на крвните садови на срцето. Значи тоа се коронарните крвни садови што го искрануваат срцевиот мускул, кои се значително помали по диаметар во однос на крвните садови што се на врато, например, или на екстремитетите кои предизвикуваат каротидна болест или периферна артериска болест. Сега, овие крвни садови што се на срцето, тие се со многу мал диаметар, така што и мало депонирање на липиди може да доведе до значително стеснување на овие крвни садови, што може да доведе до потполна окулција и до развивање на инфарктна состојба, односно срцевудар. Срцевудар. Докторе, кои масти и на кој начин доведуваат до заболување? Па како што претходно малку спомнав малку за масите, тоа е лошиот холестерол, значи LDL холестерол, low density lipoprotein, значи тоа е холестерол со мала густина. Тоа е покажува таа особина да се депонира во самите крвни садови, па самото депонирање на холестерол на некој начин предизвикува и локално воспаление на тај дел од зидот на крвниот сад, ја променува карактеристиките на крвниот сад. Крвниот сад е повеќе склон кон вазоконстрикција, повеќе склон, како што реков, за адхеренција на тромбоцити, односно за депување на тромбоцити и на тоа место за создавање на тромб. За разлика од лошиот холестерол, имаме овде така наречен добар холестерол кој е HDL, тоа е high density lipoprotein, значи тоа е холестерол со висока густина. Карактеристично е за него дека тој ги има обратните ефекти од лошиот холестерол, односно тој овозможува холестеролот кој е што депониран во крвните садови да го естрахира на некој начин, односно да не дозволува негово депонирање во крвните садови. Исто така правени се многу испитувања во односи на LDL и на HDL. За HDL е карактеристично дека колку што е повисок, толку е подобро. Така, например, ако е над 1,9 милимоли на литар и над 2 милимоли на литар, тоа е поврзано со долговечност. Значи тоа е сепак генетика. Значи ќе живееме повеќе доколку имаме... Бидејќи кардиоваскуларни заболувања се најчести, значи на прво место причина за смрт кај населението во цел свет. Значи во цел свет тоа се на прво место. Бидејќи HDL е повисок, на некој начин тоа им делува како превенција, заштита од лошиот холестерол и тие личности живеат долго. Значи многу имам седнато мои пациенти, значи со 90 годишни. Ама тоа рековте дека генетика е. Генетика, значи обично тоа се во фамилија повеќе членови. Например, дојде пациент кај мене, што е 90 годишна пациентка, многу витална се. Значи направиме преглед например на крвните садови на вратот, например ги видам каротидите, сосема добри, минимални само оштетувања на крвни садови. Например ги прашам за нивни роднини од прво колено, браќа се сите се долговечни. А како расте добриот? Добриот холестерол HDL тоа расте со зголемена физичка активност. Значи со поголема физичка активност, со намалување на телесна килажа и секако треба да се внимава на местото на исхрана, да се внимава. Сега се во експериментални испитувања лекови што го зголемуваат HDL. Сега во моментот во пазарот немаме такви лекови за зголемување на HDL и се уште се прави насока и кон такви лекови, значи за зголемување на HDL. Се викаат CETP инхибитори. Специфична класа на лекови што се различни од статините кои се користат редовно за лекување на високите маси лошиот холестерол. Докторе, спомнавте килажа, морам тука да интервенирам со прашање. Постои, значи, луѓето веруваат, постои верување дека доколку си дебел, имаш повеќе масти во телото, колестеролот ти е повисок, доколку си послаб, значи немаш масти, низок ти е и колестеролот. Дали тоа е точно? Не, тоа не е точно. Докажано дека не е точно. Имам и мои пациенти, значи пациенти што се многу обезни, дури малигни обезни, значи со голем body mass index, каде што холестеролот е сосема во нормални граници, дури под нормални граници. А имам пациенти со многу мала телесна тежина, а имаат висок холестерол и високи триглицериди, кои се ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања.
Сега не смеам да кажам дека обезноста е добра и од таа ризи фактори. Им отворивме место на дебелите да јадат повеќе. Повеќе не. А сега они имат многу ризи фактори. Значи обезноста. Значи не е само овде кардиоваскуларни заболувања. Значи самата телесна тежина предизвика ошетување на колената воедно, ошетување на ребетниот столб. Зголемена предиспозиција за дијабет, шеќерната болест, што е додатен голем ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања заедно со мастите. И така натаму. Докторе, кои се тие симптоми и знаци дека вие веќе имате заболување на крвните садови, тоест како причина од раст на мастите, високите масти? Како јас, како Венера, можам да разберам, можам да дознаам дека во суштина имам заболување на крвните садови како причина? Како причина за... Карактерично е, симптомите при заболувањето на крвните садови зависно од кои крвни садови се зафатени. Значи, генерално, значи, позначени крвни садови, тоа се крвни садови што носат крв на ке мозокот, каротидите, ветербраните артерии, крвни садови на екстремитетите и секако крвни садови на срцето. При афектирање, значи при зафаќање на крвни садови на срцето, тоа се манифестира, сите го знаеме, како болка во гајите, стегање во гајите, но таа болка обично први почнува да се манифестира при одење, при физичка активност. Зошто се манифестира при физичка активност, но не во мир? Затоа што при физичка активност срцето побрзо работи, сака поголема количина на крв, а ако после запушување на крвните садови, значи имаме намалена достава на крв до срцевиот мускул, што резултира со исхемија, недоволно кислород и се јавува болка во гајите. Тоа е во врска со срцето. Доколку ако има зафаќање на крвните садови на вратот, значи тие крвни садови каротиди носат крв на ке мозокот. Ако овде имаме значајно заболување на крвните садови, значи стеноза некаде од 70 до 80 до 90%, тоа ќе резултира со различна симптоматологија, пред се со локални, ние ги викаме невролошки дефицити. Може да се одеднаш губиток на слепило, губиток на вид, појава на слепило и локални невролошки, значи затемнување како скотоми во очите, тоа е како темно затемнување во очите што се јавува при гледање. Многу често се става како симптоми вртоглавицата и губењето на свеста, но тие не се водечки причини, кај водечки симптоми, да кажам, за заболувањето на каротиди, бидејќи многу други заболувања може да доведат до вртоглавица и до синкопа. Значи како што се например заболување на ребетот, после аритмиите може да доведат до вртоглавица и синкопа. Значи ние за други заболувања може да доведат до тие симптоми. Други крвни садови, поголема група на крвни садови што се афектирани при високите масти, тоа се екстремитетите. Значи тоа се големи крвни садови, значи со голем диаметар, нозете. Значи нозете, што се симптомите кои се јавуваат при афекција, при зафаќање на тие крвни садови, тоа е болката. Болката при одење. Значи се јавува грчеви во мускулите кои го терат пациентот да застане, при стоење мускулот одмара и болката се губи. Значи имаме тоа така наречена критична исхемија, кога имаме недоволно, како што спомнав, дотур на крв до дотичниот орган, во овој случај тоа се мускулите, што резултира со појава на болка. Значи тоа се карактеристични симптоми кои што се јавуваат при афектирањето на крвните садови. Дали се јавуваат на рацете или само на нозете? Покарактеристично е заболувањето на крвни садови на нозете. Многу поретко се афектирани рацете. Значи тоа се рацете, горните екстремитети. Пред се заради тоа што притисокот во крвните садови е поголем во однос во горниот дел на телото, а воедно овие крвни садови се значи се повише афектирани и при други ризик фактори се значени, како например шеќерната болест, пушењето. Сите тие ризик фактори доведуваат до значено оштетување на крвните садови. При што еволуцијата на заболувањето е потешка ако порано се јави. Например, ако се јават такви симптоми пред 50 години на животот, поголема е веројатноста дека тие пациенти ќе имат потешка лекување на таа болест. Може да доведат и до ампутација, значи до останување средот ако дојде до критична исхемија. Обично треба да се придружуваат на советите на докторот, особено ако пушат, ако имаат и шеќерна болест, значи треба да се придружуваат да се прекине веднаш со пушењето, редовна физичка активност, адекватна контрола на дијабетот, на шеќерната болест. Но, значи, сепак треба... Здрав живот да се води. Докторе, би сакала малку да позборуваме за диагноза. Како се поставува диагноза на
овие работи? Диагностицирањето на заболување на крвни садови најлесно, најевтино се прави со помош на ултразвук. Значи ултразвучно испитување на крвните садови. Не може со една крвна слика да се дојде до констатација никаква? Со помош на крвната слика ние добиваме еден увид за високото ниво на холестеролот, значи на лошиот холестерол, какво е нивото на добриот холестерол, воедно и на триглицеридите, после факторот на воспаление ЦРП, и тој си има на своја значена улога, бидејќи сега после емисиите атеросклерозата е воедно еден воспалителен процес. Но сепак, точно да се види дали постои стеноза, оштетување на крвниот сад, треба тоа да го видиме визуелно, значи со различни методи. Од кои што наједноставна метода и најевтина е ултразвукот. Не е штетна ехото, ехото ултразвукот. И се прави доплер, се вика тоа, доплер, колор доплер, значи испитување на крвни садови на вратот, се визуализираат каротидите. Обично тие промените на крвни садови се јавуваат на местата на дека се делат крвните садови, бидејќи овде имаме промена на брзината. Значи, при поголема брзина доаѓа до оштетување на тај дел на крвниот сад и формирање на тие плаки, што доведуваат до стеноза на крвните садови. Потоа истото се прави и на долните екстремитети, значи доплер испитување на долните екстремитети. Значи се испитува крвниот сад од дека почнува ногата, од кукот па се до прстите. Значи постепено се одеме со сондата и се гледат, не само се гледа доплерот, значи брзините на крвта, кои при стенозата и значиното се повисоки, значи бидејќи естествен крвниот сад според таа Бернулиева равенка, сега малку на физика да се обрнеме, дека доаѓа до зголемување на брзината на крвта, истече. Значи кога имаме стеноза, доаѓа до уште поголема брзина на движењето на крвта. Тоа го ние визуализираме со помош на ултразвукот. Додека колор доплер ние тоа гледаме и визуелно, значи со колор ефект. Значи се гледа визуелно, самиот крвен сад ги визуализираме плаките, крвните садови на кој начин. Додека тоа е ултразвукот, додека на срцето, крвни садови на срцето, тие се откриваат индиректно со помош на стрес тест. Значи тоа е најевтина, наједноставна метода, значи стрес тест, пациентот го ставаме на една трака, да се движи брзо. Значи во текот на напорот, како што знаеме, срцето почнува побрзо да работи, сака повеќе крв. Ако имаме стеноза, значи запушување на крвниот сад, тоа ќе резултира со недоволна количина на крв во срцето. Срцето пате, значи нема доволно кислород, се јавува болка, исхемија, која ние кажува пациентот или се јавува промени на ЕКГ. Значи, во текот на стрес тестот ние вршиме едновремено, значи симултано се прави ЕКГ и се мери притисок, значи на секои 3 минути. Додека трае самата процедура. Додека таа метода е точна некаде околу 80%, не е 100% точна. Најточна метода е секој коронографијата, но таа е инвазивна метода и се пристапува единствено ако имаме позитивен стрес тест, позитивен се мисли дека тестот ни дава податок дека има запушување на крвниот сад, или пак пациентот се јавува болка дури во мир, не смееме да го ставиме на стрес тест, или не може да се движи заради болка, значи него го чекува или например на 200-300 метра се јавува болка во гради, па мора да стане, таков пациент не ставаме на стрес тест, туку веднаш го праќаме на коронографија. Освен ултразвукот, сега го спомнавме коронографијата, други методи на испитување тоа се компјутерската томографија, ангиографијата. Значи компјутерската ангиографија се врши компјутерско, значи тоа е, да кажеме, поточно и пообјективно. Бидејќи ултразвукот е субјективна метода, значи самиот испитувач, значи он ги гледа крвните садови и зависи од неговото искуство, од неговиот начин како ќе процене таа стеноза. Додека компјутерската ангиографија, значи се мери таму директно се прави, сега компјутерската ангиографија е скапа метода, воедно е инвазивна, не инвазивна, туку е штетна поради зрачењето, а воедно се става и контраст, за да може да се визуализираат крвните садови. Но сепак таа е многу поточна метода. Е закон. Многу поточна метода, да. И од така се прави и магнетна резонантна ангиографија. Таа е уште поскапа метода, помалку штетна. Значи, на сичен начин како компјутерската ангиографија ни дава податок за самата состојба на крвните садови, дали таа стеноза е за операција, не е за операција, дали само со медикаментозно лечење и така. Добро, сега кога сме кај медикаментите, би сакала да позборуваме малку повеќе и за лекувањето. И јас би прашала и тоа алтернативното лекување. Како ние самите себе, без медикаменти, ќе почнеме, ќе позборуваме нормално и за медикаментите, но кој е најдобриот лек за нас? Дали е тоа да немаме стрес, да водиме здрав живот? Тоа е, докторе? На сите пациенти, кога дојдат ке мене на преглед, ја им кажувам прво нека го сменат начинот на живење.
стил на живење, Не си велате како да го смениме начинот на живење, бе, докторе. Точно дека сите дека го немаме тоа време, но мора да се најде време. 1 саат во дено, значи броем движење, поинтензивно движење, броем на работа, да не одеме со автобус, со кола, побаво да одеме со велосипед или пешки, па интензивно одење во значи работа да е како 5 км 8, да не одеме со автобус. Значи да одеме пешки, значи да бидеме физички активни. И така им велам на сите пациенти, ако се по-дебели, обезни, да намалат телесната килажа, да внимават на исхраната, да избегнуваат свинско месо, да избегнуваат јагнешко месо. Ја не викам да не јадат. Тоа е се вкусно, јадење на некој е вкусно, сака да, но да е поретко еднаш во неделата или уште поретко. Почесто риба да се јаве. Рибата многу слабо ја конзумираме ние во Македонија. Почесто е на месото. Значи ова свинско. Немаме море затоа. Да. Рибата е многу добра. Значи има незаситени масни киселини кои што имаат поголем ефект за високите мази, за заситените масти кои што се лоши. Така што пожелно да се земе поголема количина на барем 2-3 пати во неделата да се конзумира риба. Исто така значајно е пушењето. На секој пациент му велам да го откаже пушењето. Барем да го намалиме, не, најдобро да го откаже. Многу пациенти се не сакаат, викаат не можеме доктор. Викам како не можете? Мора да го откажете. Најдобро, уште сега излезете од мојата ординација, фрлете ги цигарите. Веќе да не пушите. Оти ќе дојде до тај степен оштетување, ќе дојде до операција, не дај Боже, до операција на крвните садови, на срце, байпас, каротиди, тогаш ќе откажете цигарите, а веќе ќе биде касно. Значи ќе бидат доста оштетувања. Друго е значено кај лицата со други коморбидитети, значи со други заболувања, како шеќерната болест. Значи шеќерот е многу значаен, биги тој оштетува крвните садови. Значи мали крвни садови, очи, нозе, на срце, значи генерално ги заваќа сите крвни садови. Значи со очи, бубрези, срце. Многу е значајна регулацијата, контролата на шеќерот. Значи пациентот треба да сване дека тоа е дел од неговиот живот, да внимава на исхраната, значи, да си взима повеќе зеленчук, да избегава благи работи, леб во помала количина, да си ја прима терапијата како што му е ординирано страна на докторот, физичка активност и така. Медикаментите. За лековите при лекувањето на мастите најчесто се спротивни тоа се статините. Значи статините тие овозможуваат намалување на холестеролот, значи на лошиот холестерол. Кај мал дел од тие медикаменти статини доведуваат и до расти на добриот холестерол, но во многу мал процент. Значи некаде 5 до 10% доаѓа до зголемување и на лошиот холестерол. Исто така тие делуваат и на триглицеридите. За статините тие широко користат, бидејќи рековме кардиоваскуларни заболувања се многу чести заболувања. Дозата им е различна. Значи почнуваме од 5, 10 до 80 мг. Најчесто, значи имаме атровастатин, росулвастатин, павастатин, ловастатин, значи една цела плејада од статини, значи лекови кои што се користат. Обично тие со кратко дејство се ординираат навечер, бидејќи тогаш е карактеризиран метаболизмот, ендогенен метаболизам на мастите, а тие го превенираат тоа создавањето на лошиот холестерол, затоа се дават навечер, но поновите типови на така речени липид lowering agents, значи лекови што го намалуваат холестеролот, може да дават во кој бил ден од денот. Значи во која било ден од денот, дали на сабаје, на ручек, како му одговара на пациентот. Исто така за несаканите дејства, многу често пациентите сегат оти кои им даеме некој лек да пијат, почитат несакани дејства, дека тоа сакав и како прашање да ви поставам, дали имаат несакани дејства? Несакани дејства обично ако се дават во поголеми дози, значи статините они имаат секако несакани дејства. Ако сакаме да постигнеме многу ниски вредности на холестеролот, значи ниски вредности дури испод долната граница како што се во лабораториските анализи, значи многу ниски вредности, посебно кај тие лица што имаат заболување што имаат кардиоваскуларни заболувања типот прележали инфаркт, операција на срце, заболување на крвни садови и така натаму. Во многу високи дози може да предизвикат најчесто заболување како несакан симптом, тоа е болка во нозите. Миопатија се вика. Значи предизвикува на некој начин оштетување на мускулите, но тоа е исто така при многу високи дози. Случува се кај мал број пациенти и при мали дози, ама тоа е многу мал број кои што се, да кажеме, осетливи на статините и реагираат со болка во нозите.
Борано се прави различни испитувања во врска да се следат ефектите од статини, дали да се прават испитувања на ензимите на црниот дроб, бидејќи тие може да делуваат на покачување на ензимите, дека тие се метаболизираат, односно се разградуваат тие лекови во црниот дроб или се елиминираат преку бубрези, најчесто се метаболизираат во црниот дроб или пак преку шетувањето на мускулите. Па се прават испитувања сега. 100% пациенти не знаат АСТ, АЛТ, дека се покачени, или пак ЦПК, тоа е креатин фосфокиназа, значи ензим кој се покачува при ошtetување на мускулите. Но сепак пред започнување обично не се прави мониторинг, значи мониторинг значи да се следе контрола, постојано например на 2 месеца да се следат АСТ, АЛТ или пак ЦПК. Пред започнувањето на терапијата со статините се прави една крвна слика. Значи имаме еден увид во ензимите АСТ, АЛТ и ЦПК. Ако се АСТ и АЛТ не се 2 до 3 пати покачени над нормалната, значи 2 до 3 пати, тогаш можеме да преминеме адекватна терапија со статините. Ако е покачена, треба да бидеме внимателни или пак да гледаме да се намалат тие вредности, па после тоа да преминеме со терапијата со статините. Додека кедицата што се јавуваат болка во мускули, доековме тој најчестиот симптом од несаканите дејства, правиме крвна слика, за секој случај правиме за креатин фосфокиназата. Значи, ако е над 10 пати, значи се прекинува дозата со статинот или пак постепено се намалува. А ке некој реков пациент што се осети може се јави болка во мускулите и без да има покачени да биде покачен ЦПК. Но сепак ние постепено или ја исклучуваме дозата, мислам го исклучуваме ако многу има јаки болки, или постепено намалуваме дозата, а сега после некои истражување на така наречена алтернативно дозирање, тоа е сега ново, уште во фаза на испитување, да не се дава секој ден леко, туку се дава преку еден ден. Значи преку еден ден да се дава леко. И да не настане опретување на организмот. Да не се жала, на некој начин пациентот да стане потолерантен према самиот лек и на тој начин, а да не го оставиме без заштита. Така се дава алтернативно на секој втори ден се дава лек. Докторе, при крај сме на денешниот разговор. Би сакала на крај уште еднаш да дадеме една препорака до сите гледачи, до сите тие кои не следат, кои можеби немат високи масти, но сепак треба да си водат сметка за здрав живот. Сепак јас сакам да се обратам до сите гледачи дека многу е значен здравиот начин на исхрана, физичката активност. На сите препорачувам да го прекинат пушењето. Тоа малку тешко ќе ни дојде, да. Секој пациент кој е докторе пушите да ви ме прашат, вика не знаете како да се откажат. Викам, има долгогодишни пушачи што пушат по 40 години, откажат се. Значи кога ќе видат дека имат кога ќе добијат тешки заболувања или доаѓа до операција на срце, операција на каротиди, операција на нозе, кои да било операции, некој потешко, значи ги откажуваат цигарите одма. Не прават никаква зависност. Точно дека прават нон-стоп дека те треба да пушиш, нервозен си, понервозен, цигарето смирува на некој начин. Но одма ги остават цигарите, не прават они зависност. Значи, некој има мала зависност, но не е таа зависност голема спрема опијатите, како што се опијатите. Значи, ако сте решителни, значи најважно е да сте решителни. Откажуваме ги цигарите и толку. Тоа е најважно. Ако го откаже цигарите, тоа е најдобар лек за мен. Најдобар лек, да. И физичка активност, внимавање со исхрана. Докторе, благодарам што бевте со нас. Навистина убаво објаснивме се. Сега кога сме кај цигарите, тие кои што се одлучени, нека го направат тој чекор, нека си водат здрав живот. Да. Инаку ние веќе пред 2 недели почнавме со фитнес вежби, секој ден ги емитуваме, тоа е дел и за водење на здрав живот, така што сега ќе ги проследиме. Благодарам уште еднаш што бевте со нас. Се надевам дека повторно ќе ве имам тука во студио да разговараме за други теми толку интересни како ова. Прашикувast të nderuar, shpresoj që i keni kapur të gjitha këshillat e mjekut. Unë menjëherë do t'ju ftoj të ndjekim një blog publicitar dhe këtu i kemi edhe fitnessin e ditës me Maria Naceva dhe fitness qendrën ekskluzivisht për gra Magnus.